Вмешувањето на државата во делокругот на работа на наставниците, односно вклучување на државниот владин апарат во оценување на учениците, од страна на оние кои не се вклучени во образовниот процес, може да изгледа како напор да се поведе ред во образованието, но реалноста е сосема поинаква. Ако се сеќавате, еден од најактивните синдикати во државата беше токму синдикатот во основното и средното образование, кој што застапува интереси на неколку десетици илјади члена. Јасно е дека ќе треба да се соочат со прашањето зошто беше потребна цела оваа лакрдија од екстерно тестирање, но многу полесно ќе можете да објасните зошто сте исправиле грешката денес, одошто да објаснувате утре кога некој друг ќе ја исправа вашата грешка до која што тврдоглаво сте се држале. Впрочем, изминативе 4-5 месеци од вашето владење, по бомбите на Заев и бранот на незадоволство од откриената вистина за Македонија, во континуитет секојдневно една по една се одрекувате од штетните политики кои ги водевте. Во периодов на владење на актуелната власт се соочивме со бројни импровизации во основното и средното образование, кои придонесоа до пад на квалитетот на образованието и намалување на знаењето. Учениците учат од несоодветни учебници со спорни содржини. Баш како што книгите се стари и скинати, се прават чести и необмислени промени во програмата на предметите, учениците се преоптеретени со голем број часови што придонесува до неефикасност на наставата, наставниците се под притисок и обременени со бројни административни задачи, што ги демотивира и ги отргнува да не можат целосно и квалитетно да се посветат на наставата. Почитувани граѓани, сметаме дека треба темелна реформа на образовниот систем. Не сме образовната сфера да биде место за експерименти на лошите ученици и вечните студенти. Бараме итно укинување на екстерното тестирање во основното и средно образование, а потоа веднаш отварање расправа во рамките на оваа собраниска комисија, на која ќе бидат поканети представници на наставничките пленуми, на средношколскиот пленум, експерти за образовна политика, невладини организации кои работат во оваа сфера и други заинтересирани лица, но компетентни, заедно да ја изградиме стратегијата за темелна реформа во образованието, која ќе значи крај на малтретирањето на наставниците, крај на експериментите со нашите деца и ќе значи подигање на квалитетот на образованието. Оваа битка се води веќе долго време за или против екстерно тестирање. Јасно е дека екстерно тестирање поведе една огромна драматична промена, но во негативен смисла. Може би се тргна од некоја цел да се елиминира она петкашење по секоја цена. На факултетите гледаме веќе дипломираат студенти со 10.00. Каде го има тоа? Каде го има тоа? Јас колку инверзно би ја поставила оваа теза на опозицијата, бидејќи како што реков, образованието ми е пред се, ја немам зашто да соберам политички поени пред никого. Тие ги имам веќе собрано. И мислам дека доцна се вклучувате во оваа битка, многу доцна, многу доцна. Цела една генерација малтретирани наставници, плашени со откази, со замена на штрajкувачи и така натаму, дека е за нас. Но добро е и сега, одошто никогаш. Рековте дека се експериментира многу во нашето образование, но повторно гледам дека се политизира нашето образование и тоа е нешто што апсолутно не сакам да го видам од ниједна страна. Од ниједна страна. Очекував дека ова екстерно тестирање, после толку дадени аргументи, за единици кои не смеат да се најдат во свидетелства, за озаконување на штрајк брекерство, за исклучување на завргање на наставниците да одат дома ако им се успеа не им успеа така како што треба да им биде, и ред други работи, погрешно пресметавиот просек, дека ќе допрат до Министерството за образование и дека самото тоа ќе го укине овој концепт, кој што, пазите, е себе,
како екстерно тестирање, не е спорно, цела Европа има екстерно тестирање, но не вакво екстерно тестирање кој што не служи за подобрување на квалитетот на образованието. Секако ќе го подржам. Ова се апсолутно амандманите кои што знаат сите колеги, јас веќе ги поднесам. Да се брише тој член, да се брише тој член, да се брише тој член. Значи, тоа се амандманите кои што минатата година овде и оваа година при последните измени на законот ги предложи, не помина се разбира без на класа. Не би влегувала сега во тоа што е екстерното тестирање, премногу сум зборувала и не сакам да се повторувам. Но ќе кажам, ви го очекувам. Кога се даваше еден ваков предлог на закон, дека наистина ќе биде предлог на закон, а не бришење на 10 члени. Значи, да, може би е тоа првиот чекор, исправниот чекор да се тргне екстерното тестирање, па потоа низ дебати да се кристализира еден нов модел. Но, тие дебати траја оваа година, па ние имаме неколку иницијативи од наставниците подпишани и предадени во Министерството за образование, тоа не е нешто ново. Ова го гледам само еден чекор. Ова се реков амандманите, давани консистентни и да се пише секој. Значи, ќе се радувам ако денес најдат доблест и пратениците од мнозинството да го подржат овој предлог закон, се во интерес на ослободување, не во интерес на квалитетно образование, сuma нема да направиме поквалитетно образование, туку во интерес на ослободување на просторот, да може луѓе што знаат што е образование и оние на кои што се однесува овој процес да влијаат на моделот за испитување на квалитет на нашето образование. Значи, подршка давам, но имаме и понатамошни очекувања за Политичкиот притисок во контекст на овој предлог закон е само едно ефтино клише, кој кај оние кои што директно се инволвирани во образовниот процес не пада. Бидејќи почитуваме се учениците во основно системното образование имаат дух на прашање, од кој што на крајот на годината се тестираат. Сигурно тоа не сме го знаели. Значи, идејата да знаете се сигурно сепак е мислам тоа аргумент за да го повече тоа закон. Затоа че секој дете има можност да знае кој е прашање да се спасива да попаднал во екстерно тестирање. Има доволно време да се спреми и да ги научи. На крајот ништо што губат учениците се екстерно тестирање. Ништо. Само го спојуваат својот научен капацитет и својот училишен капацитет во рамките на знаењата кои што ги светуваат по 9 месеци од училишната година. И пак е интересно време, како ќе прегледа велики градника, има многу што сакам да се